Значи, на неколку години се одржуваат овие балкански собрања. Оваа година договорот падна да се одржи собранието балканско на ноќните волци во Македонија, одбране Охрид. Не случајно, заради тоа што Охрид има посебно значење за сите балкански народи православни и се смета како еден европски Јерусалим. И практично и амбиентот и езерото е пријатно да се присуствува тука и со самото тоа беше идеја и на оние што доаѓаат од другите држави да сепак го видат овој град. Она што се разговараше на собранието се клубски работи, она што сме го направиле во минатото и она што ќе го направиме во иднината. Планираните активности за оваа година се зборуваше за темите како што се дисциплината во клубот, се разговараше за кодексот, се направи едукација за младите, помладите членови кои што сега приоѓаат на клубот, кои што мора да се запознаат со основните принципи, како се влегува во клубот, кои се основните услови за влез во клубот, што претпоставува нашиот клуб со она што се вреднува човечките вредности, патриотизмот, почитување на традицијата, православието. Исто така имавме и едукација во поглед на безбедноста во сообраќајот, значи беше посветено внимание на возењето на група и опасните ситуации кои што се јавуваат во населените места и кога се вози надвор од населени места. Значи успеа да добијат и сите што присуствува добија сертификат за дека поминале курс за едукација од прв степен. Исто така се разговараше и се потегна прашање заради актуелните состојби во Македонија, бидејќи ние во секој случај обрнуваме големо внимание и ја следиме и безбедносната и политичката ситуација како патриотски клуб. Беа заинтересирани нашите браќа од другите земји, ќе споменам дека беа присутни од сите балкански држави кај што имаме наши оделенија, како што се тукашното оделението Домаќин Македонија, од Србија, од Бугарија, од Романија, од Република Српска и од Црна Гора. Она што ме прави посебно задоволен е што уште еднашка се потврди она што го имаме практични во кодексот. Сите браќа го кажа јасниот став дека во било каква ситуација, на било каков начин се спремни да бидат тука и да ги поддржа своите браќа нас во она што ќе го правиме за заштита и наш придонес за Македонија во едни подобри безбедносни услови, во една подобра општа ситуација и дека несебично ќе помогнат на секаков можен начин.